Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн, Австралија, по повод 151 годишнината од раѓањето на апостолот на македонскиот народ, учителот, великанот, револуционерот. Интервју ќе водиме со професорот по историја Тодор Чепраганов. Професоре, добар ден и добре дојавте на македонската радио програма. Добре ме најдов и поздрав до вашите слушатели. Денес е убав ден, голем ден, 151 година од раѓањето на Гоце Делчев. Македонскиот народ требаше да го чествува овој ден на многу убав начин, весело, со големо расположение, со голем дигнитет, со достоинство и така натаму. Меѓутоа, од Деве Баир до неговиот гроб имаше полициски сили, со што се фрле сенка врз делото на Гоце Делчев. Вие бевте присутни на гробот во Свети Спас. Како беше состојбата? Мислам дека тој човек треба само да биде присутен за да види каква беше состојбата. Кажавте вие на почетокот дека се работи за 151 годишно од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, за човекот кој што целиот свој живот го посвети на борбата на македонскиот народ за национално ослободување. Апостол на македонското национално револуционерно движење, човек кој што представува црвена нитка во поврзувањето на целокупното македонско национално ослободително движење до самостојувањето на Македонија. Денеска гледката во Скопје на гробот на Гоце Делчев беше срамота за македонскиот народ. Голема срамота за оно што се случува овие последни 2 години во однос на чествувањето на денот на раѓањето и на денот на смртта на Гоце Делчев. Замислите, 4 улици пред гробот на Гоце Делчев беа наредени со кордон полиција. Никој не можеше да стигне до гробот на Гоце Делчев. Ова човек се прашува во едно време да не е ова Јужна Америка, да не сме во некој, во Чиле, во Боливија, во некој од тие Колумбија градови, каде што полицијата е присутна секојдневно. Значи, една гледка која што ве поразува. Во собствена земја, да не можете да му дадете почит како нормален граѓанин на оваа држава, да отидете да се поклоните на Гоце Делчев. Јас отидов таму во 8:30. Така? Бев некаде до околу 11:30 часот присутен на тоа. Ниту една новинарска екипа, ниту еден граѓанин можеше да помине од кордонот полиција за да отиде на гробот на Гоце Делчев. Полицијата беше поставена дури долу, ако знаеш, ти знаеш каде е почетокот на музеот на Холокаустот. Значи, од таму, од мостот... Значи, од камениот мост. Камениот мост, другиот мост, од таму па се до Свети Спас, тоа беше се обколено со полиција. Значи, имаме една абсурдна ситуација. Се тоа се прави да им се удоволи на бугарите. Значи, бугарите можат да дојдат и тоа со пратња од граница до гробот на Гоце Делчев, ќе се поклонат они на гробот на Гоце Делчев и ќе си заминат. А ние во Македонија не можеме слободно тоа да си го направиме кога сакаме. Него мораме да чекаме тоа да го направат прво бугарите, кои што дури пред 2-3 години се освестија дека Гоце Делчев е значајен и за нивната историја, а за оној народ за кој што се борел, за кој што го положил својот живот,
мора да чека и да биде спречуван од кордони на полиција да не може да дојде до гробот на Гоце Делчев. Ова ти е, мислам, оноа обседна состојба. Или имаше еден филм Окупација у 26 лики. Не знам на која слика сме сега се наоѓаме во таа окупација што ни се случува во државата, па еве и во оваа ситуација сме во таа позиција. Прашањето е дали сега и кога ќе дојде пак денот да се чествува денот на неговата смрт, убиството ќе биде истата приказна. Истата приказна, збориме за демократија, за европски принципи. Какви се тие европски принципи со полиција, со ускратено право на слободно движење? Дури и медиумите да немаат присуство во дворот на Свети Спас. Да, и медиумите да немаат присуство во дворот на Свети Спас. Па што зборува тоа? До сега тоа не било. Значи, до пред 3 години секој можеше слободно да се отиде во црквата и да се поклони на гробот на Гоце Делчев. Полицијата беше присутна само поради функционерите кои што доаѓаа, а не беше блокиран цела Стара Чаршија, блокирано од полиција за да не може ниту еден граѓанин слободно да дојде до гробот. Него мора да чека. Кои беа причините, поводот? Поводот беше да не дојде до некој инцидент меѓу македонците и бугарите, затоа што бугарите станаа многу ревностни во самоубедувањето дека Гоце Делчев е бугарин и дека тие треба да го чествуваат. А до 2-3 години земете, видите каде и на каков начин го чествувале Гоце Делчев бугарите. Меѓутоа, сега имајќи предвид дека имаме со бугарите тој така наречен француско-бугарски предлог, кој што е бугарски, а го прифати Европа, и во кој што бугарите можат на секој начин да ни стават вето во секоја прилика, и сега бугарите настојуваат да покажат дека македонците се нецивилизирани пред Европа, дека предизвикуваат инциденти и дека не заслужуваат да влезат во Европа. И самиот пример со случајот во Охрид со претепаниот охриѓанец освестен бугарин, го покажува токму тоа, и реакцијата на самата бугарска држава го покажува токму тоа што македонски граѓанин дојдува со авион, го однесува во Бугарија. Со воен авион? Не знам со каква, без разлика со што и да е, го однесува во Бугарија. Тоа по друга страна зборува за нашата позиција во тој случај, односно како институциите не си ја вршат својата работа. Како може да дозволите без да биде испитан, без да се оформи, без обвинител да го испита, без ништо, тој да биде земен и да биде однесен во Бугарија. Тоа покажува дека во Македонија институциите не функционираат. Институциите ги нема. И затоа ни се случуваат овие работи. Професоре, вие бевте во својство како обичен човек, историчар или делегација некоја? Не, си бев чисто као обичен македонец. Граѓани на Република Македонија, македонец кој си го почитува делото и Гоце Делчев, и бев едноставно да се поклонам на неговиот гроб. Меѓутоа, тоа ми беше оневозможен. Немам коментар од некои од информациите што ги добив пред малку. Имаше голем број на македонци излезени што сакаа да му оддадат почит на Гоце Делчев. Имаше, се собра голем број на луѓе. Меѓутоа, пазите, кога знаеш дека ќе не можеш да му оддадеш почит, при голем број граѓани се откажуваат. Денеска времето не е баш топло, па да стоиш таму, јас стоев 3 часа. Да. А замислите да стоат уште
да стоат 5 часа да стоите таму на тоа студено време, што значи? А наместо као што сема нормално отидеш, ти се поклониш, си отидеш и нема никаков проблем. Кој како дојде тоа. Работата е што и бугарите да дојдат не е никаков проблем. Меѓутоа политиката ова го направи, ова е дело на политиката. Дали имаме со Бугарија договор за заедничко чествување? За добрососедство. За добрососедство и пријателство, поточно за недобрососедство и непријателство, и тоа ни се покажува дека е така. И сега мора да изнедриме нешто за да го чествуваме заеднички. Меѓутоа, за да чествуваш нешто заеднички, треба да имаш во тоа заедничко чествување и заеднички цели. Која е целта на заедничкото чествување со Бугарија во однос на Гоце Делчев? Еве и денеска да дојдат и делегација политичка од власта да учествува на чествувањето, да дојдат бугарски политичари. Како ќе го чествуваат Гоце Делчев? Ние ќе учествуваме Гоце Делчев као македонски херој кој што се борел за независна македонска држава. Да. А бугарите ќе го чествуваат како бугарски херој кој што се борел за Сан Стефанска Бугарија. Каде е тука спојка, оно што не спојува? Нема спојка тука, нема. Па нема спојка. Да. И абсурдното е во тоа што тука нема спојка. Како заеднички ќе чествуваме нешто што не се чествува, што не оди? Не оди. А што толку Бугарија сега последните 3-4 години навали така жестоко? Тоа види не е тоа. Зошто? Затоа што Бугарија се најде во ситуација како што секогаш во историјата се наоѓала, па и секогаш страдала поради тоа. Бугарите секогаш успевале да добијат нешто кога биле на страната на некои големи сили. Прво со Сан Стефанска Бугарија, така? Па Сан Стефанска Бугарија, Балкански војни, Прва светска војна, Втора светска војна, значи секогаш се придружувала имајќи го својот интерес за да ја загреби Македонија кон оние кои што биле поголеми. И сега е истата ситуација. Се наоѓа во семејството, во европското семејство на нации. И сега ја користи последната шанса. Ово е последна шанса да докаже дека македонците се бугари. Дека сме нели нашиот тој предходниот човек. Ајде да предпоставиме дека македонците се бугари. Што ќе добијат со тоа? Нема како што ќе добијат. Ќе биеме еден народ. Ама ние не се чувствуваме бугари. Ама кој те праша за време на Втора светска војна некој се чувствувал бугарин, ама со сила го направиле бугарин. Онако добие тука, еве и сега, со обидот да влезат во уставот. Ако оние побараат отворење на школи на бугарски јазик, давање стипендии, сето тоа што правиме? Бугаризација, да. Каква држава ние стануваме во основа? Краткорочно гледано некој вика, не можеме ништо да ни направат, не можеме да се бугаризираме. Не, они работат на долги стази. Работат. Ние сме обстојале во времето кога немало држава, ама денеска кога имаме држава, ние изгледа полека ни се топи сето тоа што сме го имале као борба за нација и за држава. Затоа што денеска ја мислам, според мене, чувството за нација и за држава, за Македонија, за македонската нација и држава е многу слабо. И поради тоа ни се случуваат овие работи пред се од политичарите. Па ете да го спомнам тоа, зашто се топи мразот, она што рековте вие е многу слаба, тенка основата, затоа што нели председателот кажа јавно дека Гоце Делчев се бил бугарин. Прво тргни од Зоран Заев. Ами да не зборуваме за нашиот колега Драги Георгиев кој
изјави исто така дека неспорно е дека Гоце Делчев пишувал дека е бугарин. Ама погледни ги ти, па тргни само од самото тоа. Од самото тоа тргни луѓето кои што те водат, значи председателот на државата, без да размисли, без да промисли, не знам со кој се консултирал со сето тоа, го изјавува тоа. И сега ти треба, ние како историчари, треба сето тоа или да го голтнеш, да, така е, председателот кажал, или како што правиме да се спротиставиш затоа што тоа историски не е точно. Зошто не е точно? Па ако Гоце Делчев беше бугарин, Така. ти пишуваше за тоа, како коските се пренесени ваму таму. Па од 23-та година му се наоѓаат во Бугарија. Зошто ниту една бугарска влада не и текне да земе да му направи еден споменик? 23 години се наоѓаат таму. Од 17-та година се во Бугарија. Од 17-та, добро, да, од 17-та се, да, Оксанти, во Пловдив. Во Пловдив, потоа отидоа во Софија. Значи 23 години се наоѓаат во Бугарија. Зошто не му направија некој споменик? Добро, споменик. Мене ме интересира зошто немаше гроб Гоце Делчев од властите бугарски. Епа токму тоа, зошто не и тоа не го направи? Немаше никакво обележје. Затоа што Гоце Делчев, неговите мошти се наоѓаа кај Илинденската организација, кај македонците, се беа кај бугарите. Македонците ги чуваа коските на Гоце Делчев. Ама властите знаеа, професоре, за тоа. Па знаеа за тоа, ама не преземаа ништо за да го дигнат Гоце на пиедесталот на бугарски херој. Што направија? Ништо. Кога го зема Македонија, и долго време и тука немаше ништо. Затоа последниве години со тој проклет договор со бугарите, за заедничка историја, дајте го сега Гоце Делчев. И знаеш што? Може да се случи. А сум убеден дека ќе се случи. Последното за влез во Европската унија да биде моштите да им се дадат, да им се вратат на бугарите. Да се откопат. Или ќе стават вето. За влез во Европската унија. Таа е катастрофа, тоа би било катастрофа за македонскиот народ. Ама што би било катастрофа? Гледаш они на какви работите ќе фаќаат. Гоце Делчев е малиот проблем. Со Гоце Делчев, ако отиде дека е бугарин и дека припаѓа на бугарското национално револуционерно движење, сите македонски револуционери се бугари. Сите. Тука нема дискусија. Тука значи да. И македонското национално ослободително движење, као што викаат они, 41-а биле администратори, до 44-та сме се били истиот народ. Од 45-та Тито не е направил македонци. Тоа е основниот проблем, што ние античката историја ни земаа грците, национално револуционерното движење ќе ни го земат бугарите, па и средновековната. И средновековната, отиде и средновековната, ова ќе ни завземат бугарите. Што имаме ние? Тој период ќе речат као што бара... Ќе остани Ванчо Михајлов наш. Ма не ми Ванчо Михајлов си нивни. И они си го терат и него. Па добро, тој празен период ќе остани, да. Нема празен период. Они ќе си го пополнат целиот период со се што им треба. И тука е основниот проблем. А сега прочитав, пишува еден, колку е Гоце Делчев бугарин, толку е и царот Борис бугарин. Па цар Борис што е? Германец. Епа како? Татко му Фердинанд, германец. Па се е германска лоза. Да.
Сега тие со туѓи перја се китат, сете со Фердинанд во Првата светска војна и Балканските војни. Како што рековте, вие ги загубија сите војни тие, 4-5 војни, колку загубија? Па, зошто зборувам? Они само кога за себе имаат сила која што може да ги брани и да им ги остварува нивните интереси, они одат напред. И затоа сега со Европската унија настојуваат да го постигнат оно што не успеале да го постигнат во историјата. И Европа, за жал, која што на цел глас зборува за човекови права, самоопределување, слобода на говор, сето тоа, таа сега стои зад нивните барања. Пазите, бугарските барања стана барања на членките на Европската унија. Добро, професоре, ме интересира како сето ова го гледа сега комисијата, нашиот колега Драги Георгиев, директор на Институтот за национална историја, го завзеде вашето место, академик е, човекот како историчар вака има осеќај дека ова е една катастрофа на македонската историја и на македонскиот народ и дека ова мислам пропаѓање на бродот Титаник. Видите, комисијата е владина. Таа зима пари од влада. И мора да испорача владини резултати. Постојано они излегуваат и кажуваат дека немат никаков притисок од влада. Па зошто ги формираа од влада, ако беше потребно да се формира тело, ќе се формираше од Институтот за национална историја, Институт за македонски јазик, од сите институти. Да се формираше комисија кој што институти за тоа зимаат плата. И немаше никаква потреба од комисија. Меѓутоа, јасно е дека ако оди институционално, таму има луѓе кои што нема да се согласат со тие барања што ги бараат бугарите. А вака плати комисија која што ќе зборам ти Керко, сети се снао, ќе збориме ние они, тој ќе мора да го прифатат. И еве го тоа се случува. За средновековието колку 5 личности за заедничко славење. Пазите, зошто мора заеднички да чествувам нешто со некој? Зошто? Објаснете за нашите слушатели. Ако сака некој да чествува нешто заеднички, еве и со Гоце Делчев, си има протокол. Ке се јават на протоколот, сакаме да положиме цвеќе на гробот на Гоце Делчев како македонски херој, како на македонец. Они доваѓаат у македонска држава и треба да го изразат чувството на македонецот дека тие полагаат, го почитуваат неговото дело во земјата каде што дошле и на тој народ. А не да дојдеш тука во Македонија да полагаш цвеќе и да викаш дека тоа е бугарски херој. Со тоа у суштина ја понижуваш државата каде што се наоѓа гробот на Гоце Делчев. А они у Бугарија дека си го слават како сакат и што сакат нека прават. Меѓутоа во Македонија чествувањето на Гоце Делчев е работа на македонскиот народ. И кого ќе поканат да дојде да учествува на тоа чествување е работа на македонската политика. Ама ако е како што треба. Не сервилна, не полтронска, него да биде влада која се само почитува и која што има респект кон самата себе си и пред се кон својот народ. Професоре, ова сега денес што се случи со чествувањето 151 година од раѓањето на Гоце Делчев, сметате ли дека потпишан е, предаден е и Гоце Делчев како
и Прличев, и како светите Кирил и Методија, свети Климент и Наум, цар Самуил. Па И види, тие, имајќи предвид... нели и за нив, дозволете само, нели и за нив Драги Ѓорѓиев изјавуваше дека не е решено, меѓутоа после наеднаш Бујар Османи излезе и Зоран Заев излегува со заедничко чествување, така? Сега Ама ова види, со Гоце Делчев завршена работа е. Не, види, они не можат за Гоце Делчев толку брзо да ја завршат работата затоа што го гледат отпорот кај народот. Тоа ќе оди полека. Ако не притиснат бугарите и ако политиката мимо комисијата рече Гоце Делчев ќе биде заеднички херој. Меѓутоа, и тогаш комисијата не може да се амнестира. Затоа што и тогаш комисијата ќе има свое учество во тоа зошто политиката го донела тоа, затоа што политиката може да го донесе тоа и без да има комисија. Не е потребна комисија, политичарите меѓу себе да се договорат и да кажат дека Гоце Делчев е бугарин. Тоа може да си го направи политиката, ама комисијата ја има кривицата, затоа што таа учествува во тие они што велат разговори, а јас ги велам ценкања за или играње покер на давање за тоа дали е наш или не или колку е наш. Нема тука колку е наш и дали е наш. Ама имајќи предвид дека еден од членовите на комисијата во едно интервју на телевизија кажа па и Гоце Делчев го слават бугарите. Пазите, членот на комисија вели пушта, па и Гоце Делчев го слават бугарите. А не се запрашал од кога? Од кога и дали го славеле некогаш. Не се прашува. Тоа е исто, да. Извини, тоа е исто како со Илинденско-Преображенското востание. Да. Истото. И тука они, пази, што велат днес историчари, документи, сето тоа пишувано и сето. Нема Илинденско-Преображенско востание. Меѓутоа комисијата може по терк на политиката да рече да, Илинденското Преображенско востание е значајно и за македонскиот и бугарскиот народ и затоа можеме да ги чествуваме заедно. Тоа е реченицата со која они ги ставија за заедничко чествување сите претходни 5 личности. Прочитаја формулацијата што имаат на сите. Бидејќи е значаен за историјата на Македонија и Бугарија, може да се чествува заедно. Така може да биде и за Гоце Делчев. Бидејќи е значаен за македонската и бугарската историја, може да се чествува заеднички. Пазете, ова ти е инженеринг на историјата. Инженеринг на историјата. На македонската историја. Затоа што целата поента е на македонската историографија да се даде бугарски наратив. Значи, малку бугарите, малку македонците. Малку бугарите, малку македонците. Секаде, како квасец, треба да се стават бугарите. Во секој историски период да ги има бугарите. Со македонците во македонската историја, пази. Во македонската историја. А бугарската демек и бугарите ќе преправале. Ајде да не кажам мало морген, бугарите ништо нема да преправат. Него ние како што договорот со Грција, што целиот го исполнивме, а грците не сменија ниту една буква, ништо не смени, на буква нема сменето, да стават барем Република Северна Македонија. Ништо нема ставено. Сакам да ве вратам назад. Во една прилика, едно интервју водевме со вас, вие кажавте дека за прв пат во Бугарија Гоце
официјално бил прославен од некој градоначалник на Попови ливади, или беше така? Не. Тоа е Илинденското востание, првиот бугарин кој што присуствувал на прослава на Илинден од страна на Илинденската организација е 1939 година градоначалникот на Варна. Присуствува бугарин. А целата прослава ја правела македонската емиграција. Сите панихиди ги правеле македонците. Асли бугарин не присуствува на тоа. Тие присуствуваат на Преображенското востание. Секој си го слави посебно. Затоа што тие се две посебни работи. Не е исто. Нема Илинденско Преображенско востание. И официјално не го прославиле Илинденското или Преображенското востание, нели? Официјално бугарите го нема, бугарите си го слават, Преображенското си го слават тркијците. Македонското си го слават македонците. Тоа се две различни работи. Бугарија и во ниту еден документ до 68 година немаш ти Илинденско Преображенско востание. Од 68 година по наредба на Тодор Живков на пленум на ЦК таму на Бугарија е донесена одлука востанието да се вика Илинденско Преображенско востание. Да, и бугарските историчари како што рекол полицајецот за ќерка му, тази дупка не е дупка, кога знаеше за да објаснам за слушателите да не помислат дека е вулгарен израз, некој од полицајците е застанал ќерка му на Тодор Живков и на возачката дозвола и ставил дупка, ја пробушил, ја казнил со дупка. Така, и после таа му кажала дека јас сум ќерка на Тодор Живков. Ау, тој рекол, извини, тази дупка не е дупка. Не важи. Така испаѓа. Сега сакам да ве прашам нешто што слушнав денови од еден новинар, истресе една зелена и остана жив. Рече дека спорот со Бугарија нема да биде Гоце Делчев. Тој е решен, тој спор, меѓутоа спорот за влез во Европската унија ќе биде формирањето на ВМРО. Тој изјаве со цела душа дека организацијата ВМРО била формирана од бугарските власти. Дали е тоа точно? Кај се види до сега тоа не сум го сретнал. Нешто се врти такво нешто, меѓутоа не сум го сретнал. Не сум за таква работа, не знам. Тоа треба да се прашат оние кои што го работат тој период. Ја не сум тоа, меѓутоа пратам што се случува. Меѓутоа не сум сретнал дека ВМРО е формирана од бугарските власти. Да, прво беше Македонска револуционерна организација, нели? Македонска револуционерна организација? Да. Види, сега бугарите можат се да измислуваат. Секакви работи, да. Не е битно тоа. Не е битно. Битно е која е целта на таа организација. Која е целта? Таа е внатрешна Македонска револуционерна организација, таа не е Македонска одринска револуционерна организација. Битно е што е оно што таа организација работи. Каде е таа организација насочена? Каде делува? Зашто се бори? Дали некаде организацијата зборува за борба за Бугарија? Или зошто за време на Илинденското востание не испратија ниту една нота до големите сили? Да ги осудат, ако овие беа бугари, зошто Бугарија беше кнежество? Не испратија некоја нота до големите сили да побараат да се престане со зулумите од страна на турците. Зошто не испрати еден одред војска? А очекуваа и ветуваа.
Ама ништо од тоа не... Исто како во Втората светска војна, што немаше туѓи војници во Македонија, сите беа партизани македонци, дечиња. И после тоа влегоа и по старите. Ама, види, за Втора светска војна, зошто они настојуваат тој период да го прикажеме као диктатура, демек било администрација, диктатура од страна на комунистите, диктаторот Јосип Брос Тито. Сега им работам на некои документи. 1918 година британците го признале Македонија, признале македонската посебност. Ниту Тито, ниту Коминтерна. 18 година. Значи, пред да се формира Коминтерна и пред Тито да се појави на историската сцена. Тие пишуваат дека ја признаваат македонската националност, македонската посебност. Тие работи што ги зборуваат за формирање на Коминтерновската Титова творба се бугарски приказни за деца. Они самите не веруваат во тие. Они самите не веруваат во тоа. Затоа што дали можеш за еден народ кој што до 44 година, како што велат они, биле бугари, и за една година да ги претвориш во македонци? Може? Не можно. Мајка ми е родена 27 година. Ама тоа се апсурди. Или кога ќе слушнеш там бројки што даваат за разни крвави коледа, за ова, за она, просто да се фатиш за глава. Просто на Голи оток биле испраќани затоа што биле, се декларирале бугари. Сечи им го умот. Меѓутоа успеваат, еве Успеваат затоа што нашата политика се наоѓа во многу подредена ситуација во однос на тој влез во Европската Унија. Јас сум рекол, ние одејќи кон патот на Европа, ќе го изгубиме целиот национален корпус што го имаме. Идентитет, јазик, култура, обичаи, сето тоа. Ке не отиде. Изгубивме, име дадовме, знаме сменивме, устав, но уставот не стана више... Женски чорапи. Пачавра. Женски чорапи се менува како кој што сака, еве и за уставот, сака да влезат бугари. Немам ништо против да влезат. Сите што треба да влезат. Меѓутоа, уставот има преамбула. Да. Во преамбулата го пишува историјатот на сите оние кои што влегуваат во уставот. Сите тие кои што се напишани дале свој влог за формирањето на македонската држава. Каков е влогот на бугарите во формирањето на македонската држава? Спротивен. Не признаваат македонска нација, не признаваат јазик, не признаваат култура. И они треба да влезат во уставот. Не. Прво ќе го признаете македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската култура, тогаш ќе влезете во уставот. Кога се формираше Македонскиот народен сојуз овде, Македонско-австралиски народен сојуз, знаете вие, јас дека истражував во докторската моја, Илинденското востание и Гоце Делчев се слават уште 46-та година и пред тоа. Од македонската... Пред тоа се слават? Да. Македонците го слават? Од првото здружение во Мелбурн 37 година се вика Гоце Делчев. Ама види, Гоце Делчев е синоним за Македонија. Гоце Делчев е Македонија. Британските воени мисии 44 година кажуваат дека секој македонски партизан си носи слика од Гоце Делчев и бараат од мисијата, од главниот штаб на мисиите да им праќаат фотографии на Гоце Делчев за да можат да ги делат меѓу партизаните. Да, и името... Зошто во Бугарија нема ниту едно име на партизански одред од македонските револуционери? Дури и Илија Димовски од Костур, што ја водеше македонско-егејската бригада,
го има прекарот Гоце. Гоце го има, Гоце. Да. Гоце го има. Ама сите Во архивите кои ги имав јас од Британија, во докторската, Черчил вели дека 30.000 македонски партизани се кријат во селата во Костур, Лерин, Воден, Драма, Кавала и према Солун. Добро, тоа е факт. Тоа е факт. Во егејскиот дел на Македонија. Тоа е факт. Познато е, ја ги работам сега британски документи, објавувам и објавив една книга за борбата на македонците од егејска Македонија. Британците имаат огромен број на документи, само да го земеш документот на Еванс, кој што е од 30 страници, во кој што уште 44 година пишува дека македонскиот патриотизам не е вештачки, туку е природен. Се пренесува од генерација на генерација. А тој немал врска за македонци. Немал врезе. Добро, ајде да се Кога дојде Улерин, кога гледа дека му зборуваат на друг јазик, а не грчки. И човекот пишува, вика, јас го брифирале дека оди во Грција, дека ќе има контакти со грци, а вика, ја имам контакти со луѓе кои што зборуваат македонски, словенски јазик. Чист, да. Чист, на поле, во продавници, во вика, јазикот е словенски, македонски, овде секој што ќе дојде ќе види дека грците се малцинство, не се мнозинство. И сега ние треба со бугарите што се во 21 век да ми кажуваат што сум, кој сум, па нецивилизирано е. Да, ќе речете од 45-та, чекам бре човек, како може од 45-та. Ние сме паднале 45-та од Марс, дошол Тито, со нож пресекол и рекол, сите сте македонци. Да, не се создаваат така народи и нации, затоа треба тоа се процеси, тоа се историски процеси кои што траат со децении, со векови. Да, ме интересира, сакам да ве прашам, СДС како од толку беа антибугарски настроени, сега станеа толку пробугарски настроени. Тука што е во прашање вие како историчар и долгогодишен научник и директор на Институтот за национална историја, како дојде тој преврат? Така, нели, беше ВМРО се имаше име дека е пробугарско и така натаму, меѓутоа сега Македонија сега се изместија работите. Се исколчија. Да, ма мислам дека ова се што се случуваше во овие последни години во однос на онова, знаеш, овие ги напаѓа ВМРО дека се пробугарска, овие дека се просрпска. Пази, тоа е се, колку се јаки тие пропаганди. И денеска ги имаме, и тоа многу. За жал, денеска има многу од тие пропаганди кои што во низ историјата се погубни за македонскиот народ. И сите проблеми што ги имаме во тој поглед, еве, на пробугарска, просрпска, прогрчка струја, само тоа го имаме ние. Меѓу себе се квалификуваме, ти си пробугарин, ти си просрбин, ти си ово. Меѓутоа, мислам дека овде во политиката тој пресврт што се случи го направи Зоран Заев со таа идеја добрососедство и пријателство со Бугарија, дека сме браќа. И оние преземаа сега таа улога со Бугарија, дека оние бркаат таа дека сме пријатели, дека сме, меѓутоа мене ме чуди една работа. Дали сите членови на СДС сметаат дека ние сме сыштиот народ со Бугарија? Дали сметаат дека треба да имаме заедничка историја? Тука е поентата. Што никој од нивна страна, од тие членови, не станува, за жал историчари има, кои што не станали, ние рекле, ние не се согласуваме со промена на име, со заедничка историја, не се согласуваме со тоа дека Линденско, дека Гоце Делчев е бугарин, не се согласуваме, него едноставно само велат идентитетот е бетониран. Идентитетот е бетониран. Во каде е бетониран идентитетот? Дома. Каде е бетониран?
Грци во Грција што не признаваат малцинство, ај малку за малцинствата. Кои се тие луѓе што живеат во Егејска Македонија? Дали јас сега можам да објавам книга во која што ќе пишувам за македонците во Егејска Македонија? Или ќе ми речат не смееш да пишуваш за тоа затоа што такво малцинство во Егејска Македонија нема. Има народ кој што зборува различно од грчкиот. А кој е тој јазик, не знаеш. Се Со сеќавате малцинството во Бугарија, да ве што правиме? подсетам само додека се сме кај малцинството во Егејскиот дел. Се сеќавате на мојата книга Кориците што не сакаше да ги објави Драги Георгиев? Да. И па ево, од таму тргнува тоа. Од таму тргнува. Кога ти самиот се плашиш да го направиш тоа, значи самиот си ставаш автоцензура и нормално е дека другиот ќе сака да го искористиш тоа. Еве, знамето од Кутлиш. Не смееме да го вееме, ќе не затвора. А ти во Австралија можеш да го вееш. Еве ги имам зад мене. Па гледам, ама тука ќе си направиш проблем. Да. И не сваќа дека оно што е забрането е многу посладко да го употребуваш. Продолжете со малцинството во Бугарија, македонското малцинство. Па, еве, дали премиерот рече дека ќе отвори клуб во Благоевград на македонците. Каде е? Каде, од кога го вети? А бугарите отвараат клуби во Македонија како ќе им текне. И тоа со имиња на личности кои што не обединуваат, него делат. Каде им е идејата, ако сакат да направат клуб кој што ќе обединува, треба да му дадат име кое што стварно обединува. Човек кој што стварно низ историјата градел мостови меѓу македонците и бугарите. А зошто го прават ово? Нели е тоа, не знам дали ќе се сложите со мене, сакам да ве прашам. Нели е овај фашизам што се спроведува во Република Македонија од страна на Бугарија со силна подкрепа на Европската Унија? Слепа ли е? Слепа е Европската Унија? Ама тоа е чудното. Европската Унија стоен зад нив, Европската Унија молчи. Европската Унија не излегува да со никаков прекор да рече на Бугарија, слушајте, дајте прекинете више. Ово нема логика. Што е ово што си играте, ќе ги враќате овие луѓе каде? Ама нели нема ли да бидат? Нели е тоа враќање на фашизмот? Ама враќање на фашизмот и на нацифашизмот е враќање. Да. У тоа е целиот проблем. Сега го стават Ванчо Михајлов за цар Борис. Чекај, тие луѓе во македонската меморија го немат истото чувство што го имат во Бугарија. Некои бугари во Бугарија, не сите. Меѓутоа, тие за нив представуваат херои. За македонецот не представуваат, тие представуваат фашисти. Окупатори. Окупатори, синоним за окупација, за несреќа, за убиства, за холокаустот на евреите. Не признаваат тие дека имало геноцид за холокаустот на евреите. Велат дека цар Борис дека ги спасил евреите и дека имал споменик во Израел. Не. Тој споменик му го тргнаа. Не. По реакцијата на македонските и мислам и на бугарските евреи, споменикот на цар Борис од Софија, од Јад Вашем го тргнаа затоа што реагираа евреите и се покажа дека цар Борис во суштина ја потпиша смртта на евреите. И кога го бараа да му се обратат, да не ги праќа, тој си отиде во некоја од вилите и се криеше таму. Евреите во Бугарија ги спаси црквата. Црквата и граѓанските организации. И пред се Димитар Пешев, заменик председател на собранието на Бугарија. Да, и владиките Кирил и Стефан. Да, Кирил и Стефан, тие беа мотиватори кои што ги сопреа композициите да заминат во Требленка. Требленка, да. А царот
И царот Габровски, Александар Белев, сите тие си добија заслужена казна 45-46 година. Сега, тие кои што ги пратија евреите во Треблинка, 96-97 година, во демократијата, Бугарија ги рехабилитира како жртви на комунизмот. И ај сега сечи им памет. Да. Сакам да ве прашам уште една работа за околу фашизмот тука. Репарацијата што требаше Бугарија да ја плати на Југославија за Македонија и за онај дел околу Ниш и што тие го сметаат за бугарски. Нели Тито им опрости репарација? Нели тоа е еден огромен доказ од светот, тоа светот одлучи, не одлучи Југославија, нели тие Лигата на нациите или Обединетите нации, кој одлучија? Тоа се одлучи на Париската мировна конференција 47 година. Да. И требаше да платат заради тоа што извршија окупација на Македонија, нели? Да. Значи, видите, тука, да речеме, кривицата на Тито која е, според мене? Што им дозволи на бугарите да влезат во Македонија и да ги сменат само капите, да ги завратат на другата страна и да стават петокраки и да станат ослободители. Капитулираа на 8 септември, на 9 септември 1944 година и септември, октомври, ноември. За 3 месеци. Македонија се ослободи. Да. Дали учествувале? Еве се води полемика. Учествува во содејствува со македонските партизани во борбите во Македонија. Меѓутоа треба оно што го интересира да прочита како учествува, како дезертирале, како биле обезоружувани од македонските партизани затоа што го напуштале бојното поле, да учествувале во ослободувањето на некои градови. Тоа го пишуваме, македонската историографија тоа не го крила. Ние сме објавиле со едни колеги 3 тома на документи за ослободувањето на Македонија. Нели нашите беа во Фуштани во Егејска Македонија, имаше бугари таму? Во Фуштани, да. А што велиш да репарациите? Да. Значи, прво е тоа што им дозволи на бугарите да се исперат од учеството на страната на хитлеровската коалиција. Нацизмот. Второ, репарациите. Тито, за да, бидејќи ги сметаше, бидејќи се работеше за формирање на Југословенско-Бугарска федерација. Југославија и Бугарија и Пиринска Македонија да биде дел од Југославија. Тито на Париската мировна конференција кажа и негови представниците на Тито кажаа дека се откажуваат од репарациите на Бугарија за да ја помогнат во нејзиното брзо заздравување. И дека да малку од малку да се испере од гревот што беше на страната на Оската. Ама Бугарија, гледате, тоа не знае да го цени. Тоа не знае да го цени. И денеска слушаме разни приказни. А не една година, 150 години е истото. И истото, ама тоа е целата работа. Сонот не можеш од матрицата на бугарското образование не можеш да го исфрлиш 3 март 1878 година. Не можеш, кога генерации растат со тоа. Ја сум, нека земат комисијата, ако да побарат бугарите да го сменат Стан Стефано. Да кажат што на вистина се случило во Сан Стефано. Не доаѓа во предвид тоа. Каков? Ама што ти викат они, бугарскиот член на комисијата, што вика? Македонските историчари не знаат што да побараат, што да смениме во нивните учебници, они ништо не менјаат. Работата е кај нас.
Па и јас сум рекол, неколку пати го повторувам. Учебниците во Македонија се направени 2007 година. И Драги Ѓорѓиев, и Петар Тодоров, и таму кои се други, сите тие можеа од 2007 до 2017 година, има 10 години, можеа да земат да направат рецензија на учебниците во Македонија по историја и да кажат дека ова и ова е грешно, не треба да се поправи. Тие се освестија, односно се просветлија кога станаа членови на комисијата. И тогаш увидува дека во македонските учебници има грешки кои што треба да се поправат. Тие увидоа или им наредија од бугари? Не, им кажаа. Така. Па тоа од бугарите им сугерира. Не они ако беа, ќе го кажеа тоа и претходно. Зошто не го кажеа претходно за да се поправат учебниците? А тие учебници уште се во употреба. Замеруваат зошто сме пишувале дека бугарите имале татарско потекло. Па ја вчера читам ова британски документ во кој што британците пишуваат дека бугарите не се словенска раса, они употребуваат раса. Дека бугарите не се словенска раса. Татаро-монголска се. Самите бугари вика си кажуваат дека не се словенска раса. И сега он не обвинува нас. Вие сте напишале тоа. Абе така пишуваат бугарите. Да, ова историчарот што беше многу против нас, Димитров се беше, нели? Така? Да. Димитров има еден саат посветено на, јас го имам тоа гледано. Да. Ако го имате гледано вие, еден саат има посветено на потеклото на бугарите. Го имам гледано. Да, дека тој кажува многу јасно, чисто, не треба тие да се лутат на нас. На крајот, професоре, сакам да ве прашам, спрема ова што го видовте денес од чествувањето на родениот ден на Гоце Делчев, каква ќе биде иднината на македонскиот народ понатаму? Ќе се зголемат ли овие глупости што денес ги видовте и што ги кажавте? Ќе се уништи македонската историја скроз или пак македонскиот народ ќе се свести, ќе види дека СДС таму и некои други комисии како што се начело со Ѓорѓиев ќе треба да се сменат, да се поништат, да не постојат. Треба. Јас од стартот сум против таа комисија, не сакам, види, не постои никаде во светот комисијска историја. Постојано се повикуваат на имало имало полско-германска, француско-германска комисија, сето тоа. Пази како ги извртуваат работите. Во оваа комисија, македонско-бугарска комисија, има еден проблем кој што е ненадмидлив. Бугарите не признаваат како нација, како ентитет, како македонски јазик, култура, и на маса седат бугари со бугари разговараат. Така сметаат бугарите. Бидејќи комисијата се македонци, ама бугарите сметаат дека не постои македонска нација. Нема македонски народ. Како разговараат они? Тоа е проблем. Не знам како разговараат. И они стално, меѓу Германија и Полска, тоа не е проблем. Меѓу Бугарија и Македонија и ова меѓу Полска и Германија националната припадност не е проблем, тие се признаваат, се почитуваат, ги почитуваат разликите, разговараат за сосема други работи. Разговараат за зборови кои што се навредливи во учебниците, кои што предизвикуваат говор на омрза, сето тоа. Меѓутоа немаат идентитетски проблем. Кај нас има идентитетски проблем. Како ќе се одвива работата? Како што е тргнала работата, додека да стигнеме до Европската Унија, ќе изгубиме се што сме имале како држава и како нација. Идентитетот полека ќе ни се стопи. И за жал стануваме граѓани од втор ред во сопствената држава. Професоре, јас тука ќе го завршам интервјуто. Ви благодарам многу за
вашето одвоено време и искуството што го видовте денес, што кажавте за слушателите на Македонската радио програма од Мелбурн. Благодариме на поканата и се најдобрите. До слушање.